Белград да дозволи пристап до архивските документи на сите држави наследнички од поранешна СФРЈ, порачаа денеска директорите на државните архиви на Македонија и Словенија Филип Петровски и Бојан Цвелфар. Петровски и Цвелфар потенцираа дека е многу важно од државите да ги добијат оригиналните документи од Белград, а посебно меѓудржавните договори кои се важни за Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија. Директорот на Државниот архив на Македонија Филип Петровски рече дека Македонија требаше да го добие оригиналниот договор за водите кој е склучен со Република Грција и оригиналниот договор за границата со нашиот јужен сосед. Посебно вториот договор е многу значаен бидејќи со него е означена точната граница, но оригиналот се наоѓа во Белград. Тој повеќе пати ги побарал тие документи, но од Белград не биле доставени. Петровски рече дека правна разрешница е можна доколку Словенија и Хрватска стават вето на преговорите на Белград во Брисел, а потоа Србија ќе биде принудена да ги достави документите. Постојат одредени прашања кои што се уште не се затворени, не се завршени, постојат документи кои што се уште се наоѓаат во архивот на Југославија, кои што за нас не се достапни, а кои според договорот за сукцесија требаше веднаш да ни бидат предадени. И на овој начин сакаме и на јавноста, но и на сите заинтересирани и представници од амбасадите кои што се денеска присутни, да укажеме дека овој процес треба да добие нова димензија. Се разбира, пошироката јавност во Скопје ќе може да види што е постигнато, што е добиено и кои се правците понатак. Според директорот на архивот на Словенија Бојан Цвелфар, намерата на изложбата е по повеќе години да се потенцира прашањето на сукцесијата. Негов предлог е да се дигитализира архивскиот материјал врз база на меѓународни и национални стандарди. Овде има више питања кои се тичу и Овде има повеќе прашања во однос на финансиските работи, згради и амбасади. Некои прашања се решени, на пример за подрачјето на амбасадата нешто е поделено, но исто важно е прашањето за архивот. На ова прашање, односно анекс Д на овој договор, е најмалку направено и овде сите мора да бидеме одговорни, а поготово архивот, државата и сукцесорите, да направиме еден чекор напред и да го решиме прашањето. Документи од Фондот за сукцесија на Словенија од денеска до 15 овој месец ќе бидат изложени во Музеот на македонската борба за државност и самостојност во организација на државните архиви на Македонија и на Словенија, а по повод 15 годишнината од потпишувањето на договорот за сукцесија на поранешна СФРЈ.